Gelim lun gone dromena sa malagilem bahtale romena sa Bari familia, mudar dasla i kalilegia, a che vreama uște Roma cana, men cu tasa mișto cai cherasa. Ai Romale, ai Chavale, Шадикам кайсиме мануша, опри Рома и симак такана, айде манцар салумняки Рома. Ой, Романе, ой, Чавале, Благодарам. Почитувани гости, почитувани студенти, драги колеги и приятели. Рома Верситас денес има чест да организира настан по повод Светскиот ден на ромите. На денешен ден, поточно на 6 до 8 април 1971 година, се одржа првиот меѓународен конгрес на ромите, каде што биле донесени значени одлуки. Меѓу другото, усвоена е химната и знамето и за прв пат официјално е усвоен и терминот ром како назив на заедницата на која што и припаѓа. Од тогаш па натаму 8 април се прославува како Светски ден на ромите. Во Република Македонија 8 април е прогласен за неработен ден за припадниците на оваа заедница токму по повод Светскиот ден на ромите. Почитувани, денес темата на нашата панел дискусија, поради која што Рома Верситас има чест да ја организира по повод овој Светски ден, е токму улогата и развојот на ромската заедница во Република Македонија.
исто така имаме чест денес со нас да имаме гости кои што во рамките на панелот ќе го изнесат своето мислење по однос на темата. Јас ќе модерирам оваа дискусија и при тоа ве охрабрувам сите вас, сите ваши коментари, прашања и дискусии да ги размислувате и во рамките на делот предвиден за прашања и дискусии заедно да ги дискутираме. На самиот почеток, пред да го повикам првиот говорник на овој наш панел, дозволете ми кратко да дадам еден вовед за оваа тема. Имено, секоја личност и секоја организација на земјава се претпоставува дека знае најчесто што прави. Некои знаат како тоа го прават, но многу малку организации знаат зошто го прават тоа што го прават. Кога го кажувам тоа зошто, мислам на тоа која е вашата цел, која е вашата кауза, кое е вашето верување. Зошто станувате од кревет секое утро? Зошто денес сте тука? Некои велат, луѓето не ги интересира тоа што правите, него го интересира зошто тоа го правите. Или ако сакате, зошто токму Мартин Лутер Кинг го предводеше движењето за граѓанските права. Тој сигурно не бил единствениот најдобар оратор во своето време и сигурно не бил единствениот кој што страдал и ги доживувал тие патешествија во тоа време. Меѓутоа бил човек кој што верувал во својот сон. Тој не одел наоколу говорејќи им на луѓето што треба да се смени во Америка. Тој одел наоколу и им кажувал на луѓето во што верува. Јас верувам, им велел на луѓето. А луѓето кои верувале во она во што тој верувал, го презеле неговото движење и го следале. Луѓето велат, ние не го следевме заради него, туку заради себе. Тука можеби не соодветно, меѓутоа ќе го споменам и Рома Верситас. Имено, кога нешто правиме, ние веруваме во промената на постоечката ситуација. Веруваме во поинакво размислување. Ние веруваме дека сите ние заедно, со овие млади, надежни ромски студенти, сме и ќе бидеме дел од ромската академска заедница која што придонесува за развојот на нашето општество. Јас велам, ако вработите луѓе само заради тоа што треба да го завршат тоа што сте го предвиделе, тогаш тие ќе ви работат за парите. Но ако вработите луѓе кои веруваат во вашите идеи, тие ќе работат посветено, со пот и со верба дека ќе успееме. Тоа е она што е денес Рома Верситас. Наш сон кој што придонесува во развојот на ромската академска заедница. Денес со нас во рамките на панелот, како што кажав, ќе го повикам еден од активистите, еден од првите координатори на Рома Верситас, денес во улога на кантри фасилитатор на Ромскиот едукативен фонд, без кој што морам да признам дека многу проекти и многу успеси и многу соништа не би биле реализирани. Господине Сенат Мустафов, пред да ја почнеме дискусијата, знам дека кога се спремавме за тематиката, меѓу другото си поставувавме неколку прашања заедно со тимот која тема ќе одбереме и не случајно го потенциравме делот на академскиот развој на ромската заедница.
Ако ми дозволите, покрај тоа, она што вие го имате планирано да го презентирате пред нашите гости, сакам да поставам едно прашање. Колку Рома Верситас навистина придонело за градењето на академската фела во Република Македонија? Повелете. Благодарам, Елвис. Почитувани дами и господа, почитувани студенти, почитувани членови на невладините организации, почитувани членови, односно припадници од институциите во Република Македонија. Јас ќе се потрудам во моето излагање да одговорам на прашањето на Елвис, но се надевам дека и ќе дадам малку дополнителни размислувања околу тематиката за која ќе дебатираме денес. Академија, академски свет или висока школа се заеднички термини за заедницата на студенти и научници кои се зафатиле со високо образование и истражување. Минатото го означува периодот на изминатите приближно 20 на години, затоа што во 2017 година се приближуваат 20 години од кога почнаа во Република Македонија да се доделуваат стипендии и поддршка на студенти роми, во некои институции, како лидер овдека се појавува Фондацијата Отворено општество Македонија, и други реализираа повеќе програми насочени кон подобрување на состојбата и поддршката на процесот на интеграција на ромите во Македонија. Образованието уште од самиот почеток беше еден од најважните приоритети. Во 1997 година отпочна програма за стипендирање на средношколци и студенти роми, која обезбедуваше финансиска и менторска помош. Во годините што доаѓаа, мотивацијата кај младите роми за продолжување на образованието постепено се зголемуваше, а бројот на студентите роми растеше. Во 1994 година само 9 роми студираа на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, ниту еден на останатите само државни универзитети во тоа време. Постепено тој број се зголемуваше, за да во академската 2001-2002 година нивниот број се покачи на 87, а во академската 2014-15, односно изминатата академска година, тој број се искачи на 188 студенти роми, од кои 103 беа жени. Од вкупниот број на 188 студенти роми, за прв пат во прва година беа запишани 71 студент ром. Зборуваме за активни студенти на сите универзитети во Република Македонија, вклучувајќи ги и државните и приватните универзитети во Република Македонија. Иако зголемен бројот на студенти роми, значи во 1994 имавме 9, ланската академска година имаме 188, иако искачен бројот на студенти роми, активни студенти роми, сепак е мал процентот, помалку од 1%, односно на сите години на студии 0,32%, и за прв пат запишани во прва година 0,39% се роми во вкупниот број запишани студенти на сите универзитети во Република Македонија. Тоа се статистички податоци кои ги ваѓав при подготовката на мојата презентација од Заводот за статистика. Тие податоци варираат со плюс-минус 1%, јас би рекол, најмногу, заради тоа што знаеме дека одредени студенти роми се уште не ја изразуваат својата етничка припадност отворено во високообразовните институции, па и општо во Република Македонија и во светот. Секоја академска година, од 2001-2002 се до 2004-2005 академска година, се стипендираа околу 30 на студенти роми на општествено-хуманистички области на студирање на државните универзитети во Република Македонија. За во академската 2004-2005 година таа бројка се покачи на 63 студенти стипендисти роми од сите области на студирање на сите универзитети во Македонија. Таа бројка од 2008-2009 академска година, па се до ден денес, изнесува секоја академска година од 100 до 150 студенти роми во Македонија, поддржани со стипендии од најразлични донатори, каде во најголем дел, негде околу 85% од доделените стипендии ги доделува Ромскиот едукативен фонд или образовен фонд РЕФ од Будимпешта преку своите програми за стипендирање.
Согледувајќи ја ситуацијата на студентите роми, се идентификува потреба од дополнителна помош во текот на нивните студии, како и дополнителни образовни активности со цел да се развијат и надоградат постоечките вештини и способности на студентите роми. Полесен премин во следните академски години, успешно дипломирање, создавање професионалци во нивната област на студирање, фацилитирање на процесот за поголема застапеност и интеграција на ромите во академскиот живот и граѓанското општество во Република Македонија, како и промовирање на еднаков пристап и еднакви можности за студентите роми во високото образование. Рома Верзитас Македонија има своја значајна улога во целокупниот тој процес, почнувајќи во своето делување во 2001 година како оперативна програма на Фондацијата Отворено општество Македонија, како заедничка иницијатива на самата фондација и програмата за поддршка на високото образование ХЕСП при Фондацијата Отворено општество од Будимпешта. Во 2005 година, со основањето на Ромскиот образовен фонд РЕФ од Будимпешта, Рома Верзитас целосно беше поддржан од страна на РЕФ, за да проектот прерасне во самостојно здружение на граѓани предводено од алумните, дипломирани студенти роми на Рома Верзитас во 2015 година, со целосна финансиска и останата поддршка од страна на Ромскиот образовен фонд од Будимпешта. Рома Верзитас има за цел да ги охрабри и поддржи студентите роми во нивните студии, да има возможи полесен премин во следната академска година, нивно навремено дипломирање. Рома Верзитас беше развиен и промовиран со неговиот уникатен профил да промовира и продуцира роми студенти во што поголем број на високообразовните установи. Преку разните отворени, флексибилни и континуирано надоградувани програми, Рома Верзитас работи на пресретнување на академските потреби на студентите роми кои студираат на факултетите од сите области, во подобрување на нивната академска вештина, нивните самодоверба и интеракција со останатите студенти нероми. Целта на Рома Верзитас е поддршка на напорите за создавање квалитетен професионален кадар помеѓу ромите и зголемување на нивните капацитети за вклучување во општествените текови. Од роми кои запишуваат високо образование, само еден мал број на студенти завршува високо образование. Но со постојаната поддршка, бројот на запишани скоро и да е идентичен на оние кои го завршуваат високото образование, па со тоа можем и да констатирам дека проблемот се повеќе лежи во запишувањето, односно во незапишувањето на средношколците роми кои го завршуваат средното образование и во се помал број продолжуваат во високото образование. Зборуваме за некои 25 до 30% од завршените средношколци го продолжуваат своето образование во високото образование. Например, 0,39% од вкупниот број на дипломирани се роми во 2014 година. Од вкупно 4352 двајца дипломирани, само 17 се роми, од кои 15 жени, 3 магистри и ниту еден доктор на науки. Тоа е исто изводок од Завод за статистика со нивните податоци од 2014 година. Имајќи го во предвид статистичкиот показател дека само приближно околу 25 до 30% од учениците роми кои завршиле средно образование се запишуваат на на високото образование, интенцијата е да се запишат што поголем број на студенти роми од сите академски години и сите области на студирање, запишани на државните и на приватните универзитети во Македонија. На долг рок се верува дека Рома Верзитас ќе допринесе во создавањето на квалитетно едуцирани професионалци роми од различни области, кои ќе го фацилитираат и напреднат процесот на вклученост на ромската заедница во секојдневните општествени текови во Македонија, помаѓајќи и на ромската севкупна заедница за нејзината што полесна и побрза интеграција во општеството. Во изминатиот период од 15 години, Рома Верзитас си го докажа тоа, со тоа што ромските академски кадри поддржани од страна на Рома Верзитас се веќе во голем дел вработени во јавната администрација во Република Македонија, во општинската администрација, во приватниот сектор, во граѓанскиот сектор, како и во голем дел во интернационалните организации. Една од најзначајните дејности на човештвото е образованието. Аспирациите на Република Македонија за членство во Европската Унија директно ја диктираат потребата за подобрување на образованието на секој поединец, независно од неговата етничка припадност. Ова посебно се однесува на ромската етничка заедница, која првенствено мора да го зголеми бројот на високо образовани роми, да се зголеми ромската критична маса,
кои не само што ќе помагаат на ромската заедница, туку преку нивната вклученост во институциите на системот ќе помогнат и на самата држава во комплетирањето на незината мултиетничност и проевропска ориентација, за која самата држава се декларира во незиниот устав, рамковниот договор и заложбата за влез во Европската унија. И се уште малиот успех на ромската заедница во производството на ромска академска структура не може да биде сведен на еден единствен проблем. Од посебна важност е дека ромската заедница со нивната академска интеграција од одредени бенефиции ќе добијат и општините во кои тие живеат. Преку ваквите иницијативи Република Македонија ќе има лидери во ромските заедници во општините кои ќе реорганизираат и ќе ги ремодернизираат ромските заедници, општини на локално и национално ниво. Напорите за водење, насочување на тековниот процес помеѓу студентите роми е корисен, за да се осигура дека ромите се интегрирани во македонските јавни институции, дека членовите на ромските заедници не се перцепираат како примачи на услуги и само како примачи на услуги, туку и како носители на одлуки. И на крај од моето излагање сакам на сите роми да им го честитам меѓународниот и светскиот ден на ромите 8 април. Нека волбахтало Амаро Романо Дивле. Благодарам Сенат, така навистина нека волбахтало Амаро Диве. Благодарам за неколку сегменти кои што ги истакна во твоето излагување, за статистичкиот осврт кон ситуацијата со ромското студентско движење, уникатноста на Ромаверситас како значаен фактор и кој придонесува токму во поддршката на ромските студенти. Благодарам на она што го споменавте поврзано со академската интеграција, наспроти примач на услуги, него потенцирање на делот на носител на одлуки. Следен говорник во нашиот панел е токму професорката доктор Елена Андреевска. Притоа дозволете ми само накратко да кажам дека навистина е чест тоа што универзитетот, Штуловиот универзитет ни излезе во пресред во рамките на нашата соработка и за прв пат од 15 години функционирање на Ромаверситас можеме да кажеме дека Ромаверситас во Тетово функционира во рамките на Штуловиот универзитет и тоа е токму благодарение на соработката што ја имаме. Во контекст на темата, професор Кристо, како што претходно напоменав, во интерес на дискусијата поврзана со развојот на академската заедница, мислам дека нашите говорници особено би ги интересирало покрај она што секако вие имате да ни го кажете како порака е како навистина универзитетите во Република Македонија, сега знаеме дека ги има повеќе и поддисперзирани во другите градови, придонесуваат за развојот на ромската заедница, или како го гледате сегментот на вклучување на ромските студенти, како демонстратори, професори, наспроти она што Сенат го изнесе како статистика, дека во овој момент може би се уште нема докторирано ромски студенти. Кој е вашиот став и вашето мислење? Повелете. Благодарам, и вака се слушнаме. Почитувани присутни, особена чест ми представува што од граѓанското здружение Ромаверситас сум поканета да учествувам на овој прекрасен настан и во исто време би сакала да го честитам светскиот ден на ромите пред да почнам со моето видување за состојбата на ромите во образовниот систем на Република Македонија. На самиот почеток би сакала да нагласам дека добар дел од мојот живот, или може би, 20 години, да не испаднам многу стара, се бавам со прашањето на заштитата на човековите права и малцинските права, или правата на заедниците, бидејќи во меѓународното право таа терминологија не е позната. И моето од 2008 до 2013 година, што ми беше посебна чест, бев и член на
Европската комисија, експертска комисија за борба против дискриминација и нетолеранција при Советот на Европа, која што од 1902 пати уствари бев член на првиот состав и тој состав и работи на основно на извештаи периодични, тоа е 4 до 5 години на сите држави членки на Советот на Европа, се вика country by country reports, кои што ги подготвуваат токму на овие прашања. Така да и како професор по меѓународно право и тоа, јас повеќе верувам на меѓународните извори, пошто знам како се подготвуваат и од она што ќе го презентирам, ќе видите дека и самите тие извори повеќе податоците ги трпат од невладиниот сектор, односно се подпира на невладиниот сектор, отколку што на она што го имаат како контакт со владата и владините организации, бидејќи тоа е таква една институција. Би почнала со тоа што Уставот на Република Македонија, како впрочем и мислам дека ретко да има или воопшто нема устав во светот кој не ја гарантира еднаквоста на луѓето, меѓутоа прашањето на имплементација е прашање со кое што се соочува не само Македонија, него и многу други држави. Така да и македонскиот устав ја гарантира еднаквоста по сите основи и еднаквоста во однос на, се разбира, образованието. Воедно Македонија е потписник на скоро сите меѓународни конвенции кои што третираат човекови права на Обединетите нации, на Советот на Европа, правото на детето го спомнувам посебно, бидејќи таму е загарантирано правото на образование на мајчин јазик и тоа е една многу битна конвенција, за жал во Македонија многу малку позната и многу малку работено, дури од граѓанскиот сектор. И секако конвенциите кои што се поврзани со правото на образование, во најголем дел тоа се конвенциите и обврските кои Македонија ги има према УНЕСКО, кои што најдецидно го регулираат ова прашање и по основ на малците. Оно што морам да почнам е тоа што е направено во Република Македонија по однос на образованието на ромите, а тоа е стратегијата за ромите, која Република Македонија има донесена 2004 година, ја има ревидирано 2009 година и каде што се поставени целите во областа на образованието, вклучувајќи еднаков квалитет на знаење. Многу проблематично. Добро поставено, се бара еднаков квалитет на знаење, меѓутоа како да се стигне до тоа е прашањето. И тоа е многу битно прашање, бидејќи во сите извештаи се вели дека во Македонија не може до тоа да дојде, бидејќи немаме ни еднаков квалитет на наставниот кадар кој што предава. Како тогаш можеме да имаме квалитет на еднакво знаење во образованието? Тоа е прашање, што е нешто што треба како држава да го решаваме. Вака кога го читаме, многу убаво звучи, и образованието помеѓу децата роми и нероми, зголемување на нивото на формално образование кај младите роми. Прекрасно. Меѓутоа, гледаме од резултатите на извештаите од Европската унија, ЕКРИ, кои што велам од 1999 година ги прави до денеска, тоа не е случај. Потоа, во рамките на оперативната програма Развој на човековите ресурси 2007-2013 година, Европската комисија и Министерството за образование на Македонија предвиделе да инвестираат толку и толку пари, 19 милиони евра и така натака, во приоритетната оска наречена образование и обуки, инвестирање во човечки капитал преку подобро образование, вклучувајќи ги следниве мерки: модернизирање на системот на образование и обука. Дали со тоа се соочуваме? Дали имаме модернизирање на секаде? Може да имаме некаде, меѓутоа не е тоа на ниво на државата. Обезбедување на квалитетно образование. Дефинитивно тоа според извештаите, се повикувам извори, значи не релевантни фактори, не се случува уште. За припадниците на етничките заедници, за сите, развој и напредување на образованието
за возрастни и така натака, кои што си европски проекти и тоа. Сега имаме една стратегија за ромите во Република Македонија од 2014 до 2020 година, каде што пак имаме, се обезбедуваат толку и толку стипендии, менторство за средношколци, толку и толку наставници присуствуваат на обуки и така натака, меѓутоа не можеме да видиме кој е ефектот од сите овие бројки кои што се наведени во тоа. Заклучок е дека сите во тој извештај, сите наброени интервенции придонесоа кон зголемување на бројот на ромски ученици со завршено основно, средно и високо образование. Што не е така. Или има проблеми, а не знаеме од каде да го извлечеме овој заклучок. Слушнавме од колегата, има зголемување, гледаме кое тоа е зголемување, меѓутоа не е тоа нешто. Дојдов и до една анализа која што е направила доктор Марија Геровска-Митев за потребите на програмата за развој на Обединетите нации UNDP, канцеларија во Скопје. Јас се цитирам. Според неа, од почетокот на декадата на ромите 2005 година, најевидентен напредок, е направен во областа на образованието. Ама ние не гледаме од каде е тоа најевидентно. Од каде го црпи податокот дека е тоа најевидентно дека е баш кај ромите во образованието. Иако, одиме понатака, ова е цитат, иако амбициозните цели утврдени во стратегијата и во акционите планови не се целосно стварени. За мене многу збунувачки. Има видливи подобрувања, продолжува, во вкупниот опфат на ромските деца и млади во образовниот систем, па сега поконкретно ги наведува. Толку посто во предшколска, во школска, вакако гледате прекрасни бројки. Например, на женската популација 73,2, мислам, како статистика, стварно е прекрасно. Меѓутоа, таа заклучува или евидентира дека има, врз основа на овие сите зголемувања, мал напредок во однос на порастот на писменоста, замислете, и образованието за возрастни, а не достига и детална и сеопфатна евиденција за децата опфатени во училишниот систем. Ние немаме евиденција. Зашто тогаш зборувам? Што се однесува до високото образование, истата авторка, а збориме за напредок, констатира отсуство на релевантна понова статистика за бројот на роми на возраст за високо образование од 18, 20 до 23 години. Ниска стапка на влез на средношколци роми во високото образование. А ниска стапка на премин, проодност од една во друга академска година на студентите роми. Ромите покажуваат поголем интерес за општествени науки, а не за наставници. Меѓу другото и тие влегуваат во општествени науки, наставнички за ромската заедница, од кои ромската заедница има и потреба, како и мал број на дипломирани роми. Тука сепак се бара една анализа кои се причините на ваквата состојба при сите тие и средства кои што ги одвојува меѓународната заедница, невладиниот сектор и така натака, зошто ние немаме некоја, на што се должи се тоа. Сега доаѓам до Европската комисија, првиот извештај од 99 година, каде што вели, се констатира дека бројот на припадниците на одредени малцински групи, пази, тоа се препораки за кои што владата се обврзува дека треба да ги спроведе, да ги реши. Затоа е. Не се тоа, како да кажам, правно обврзувачки, legal binding документи, меѓутоа сме се нафатиле да го играме тоа оросаниф и тоа е тоа. Значи, бројот на припадниците на одделни малцински, особено албанското и ромското малцинство, опфатени со средното и високо образование е се уште мал. Значителен број, цитираме, ова е се цитат, на ученици припадници на малцинските групи со завршено основно образование не продолжуваат со средното образование.
поради нивната тешка економска ситуација, особено кај ромите. Во извештајот од 2000 година се констатира дека децата од различни етнички групи често многу малку контактираат меѓу себе и посетуваат оделни училишта. Особено е важно училиштата да направат посебни напори за изучување на човековите права, толеранцијата на разликите и почитување на другите етнички групи. Во Македонија се уште од 2000 година, кога е констатирано, до последните препораки 2013 година, сега следи и петиот извештај на ЕКРИ, значи ова прашање е отворено, дека нема програми за човекови права, за толеранција во училиштата, дека нема тренинзи на наставници по овие прашања. Значи тоа е многу долг период, каде што ние игнорираме една многу значајна институција. Единствено што во Република Македонија се случи, тоа е 2001 година Универзитетот за Југоисточна Европа, каде што сите етнички заедници учат во исти термини, на исто место и подредени предмети во групи каде што се заедно. Каде што е тројазичен универзитет и секој има право да го одбере јазикот на кој што ќе студира. И тоа се исто така нотира. Од 2004 друго, во однос на поделеноста, ја жалам, меѓутоа морам да кажам дека во Република Македонија се имаше комплетно погрешна представа дека подвоеноста, дали предпладне и попладне смена, македонци предпладне, албанци попладне, роми попладне, и така натака, значи несретнување е основната пречка и тоа е констатирано во извештајот од 2010 година, четвртиот на ЕКРИ, и дека тоа мора да се коригира. Да не зборувам и на подвоеноста на посебни училишта. Значи, физички раздвоени. Тука не можеме да зборуваме за толеранција, тука не можеме да зборуваме за некои работи. Значи, ЕКРИ тоа го констатира. Во однос на ромите, до последен момент, се уште имаме огромен број на роми, деца, кои што учат во училишта со специјални потреби. Ја морам да констатирам дека состојбата на ромите во Република Македонија, за разлика од многу држави во Европа, е подобра, меѓутоа тоа не значи дека овие прашања не треба да ги решаваме. Јас ќе оставам повеќе простор за прашање од ваша страна, јас само сакам да одговорам на прашањето. Јас не знам, стварно немам податоци каква е состојбата по другите универзитети во Република Македонија, меѓутоа знам каква е состојбата на нашиот универзитет. Ние имаме посебна програма за студентите роми, тоа е од Сорос стипендиите, од High Education Support програмата, па ета беше испомната. Имаме наши стипендии, Merit-based систем по заслуги, имаме стипендии кои што се доделуваат, тука веќе важи за сите, не е тоа издвоено само за ромската заедница, стипендии кои што одат според економската состојба на студентите, значи не е битен успехот. И она што морам да го констатирам, во однос на сите овие извештаи што ги спомнав, каде што на ЕКРИ, посебно и на Европската унија, дека излегувањето на ромите, покрај овие податоци што ги имаме, излегувањето од образовниот систем е голем. И тоа е еден процес кој не престанува, како и не вклучување во повисоко и повисоко образование од основно, во средното и во другото, тоа мора да се напомене, и проодноста на ромите студенти, ако збориме за високото образование. Она што радува е фактот што на Универзитетот за Југоисточна Европа проодноста на нашите колеги роми, мене ми е многу драго, мило, што имам тука студенти и мои, и на предса на нашиот универзитет, него си и на мојот факултет, кои што и може тоа да го потврдат и го зборам пред нив, можда не ги знаат податоците, бидејќи ние имаме колеги роми од самиот почеток. Проодноста е скоро идентична со сите други етнички заедници кои што студираат на нашиот универзитет. Значи, апсолутно нема некоја драстична, некој од една во друга година, тука сме и тоа е едно големо задоволство. Друго што сакам да посочам дека
И тоа е во состојбата на последипломските студии. Немаме многу колеги роми, меѓутоа веќе бројот се зголемува, меѓутоа тоа се едни од подобрите и многу добри, и имавме и најдобри студенти, двајца, кои што ги завршија тие постдипломски студии кај нас, со докторските студии почнавме пред 3 години, затоа тој сегмент ќе го оставам. И она што е битно, што нашите студенти не ги учиме на толеранција, него ги учиме на почитување на разлики. Тоа е една битна разлика од толеранција и почитување на разлики. Затоа е формиран студентски парламент, каде што е застапен секој од заедниците присутни на нашиот универзитет, значи не е изоставена ни една, која што се залага за програмите на студентите и така натака. Имаме студентски омбудсман, кој што ги штити сите права, вклучително со правата, човековите права на етничките заедници. Благодарам, можда малце предолго беше. Професор, ќе благодарам за предизвикот кој што го истакнавте во вашиот говор и во вашето излагување. Благодарам за тоа што ги спомнавте меѓународните стандарди визави нашите стратешки документи кон кои што се стремиме. Во тој аспект дозволете ми само како вовед кон нашиот следен говорник да споделам само еден пример во меѓународните конференции кои што се одржуваат. Но, например, многу скоро бев сведок на еден настан кој што се одржа во Унгарија, каде што на дискусија во однос на академското ниво на ромите на меѓународно ниво, имаше еден говор кој што ми остави впечаток и кој што велеше вака, вика: јас одам да студирам во универзитетот во Маđарска и една од книгите кои што ги студирам, вика, констатирано е дека низ низа научни истражувања ромите кои што низ одреден елаборат историски покажуваат дека се мрзливи. И ние го поставивме прашањето: па добро, додека го читате тоа во рамките на професорската курикула која што нели така воспоставена, дали вие реагирате? И ти ни кажа: да, вика, тоа токму е улогата на студентите, улогата на заедницата, која што во однос на курикулата и научното истражување да реагира. Тоа е само еден пример кој што може да биде како можеби провокација. Меѓутоа, конкретно, професоре, да споделам личен впечаток. Порано постоеше впечаток дека студентите од внатрешноста на државата го носат квалитетот на студиите. Сега како да се сменија односите, наспроти тој впечаток што го имавме порано. Меѓутоа, се уште постои една динамика која што вели: па бројот на околу истокот, бројот на студентите се уште мал и незадоволителен. Со колку студенти работи Штипскиот универзитет и како вие го гледате токму развојот на академската заедница во Република Македонија? Со тоа го најавувам и професор доктор Кирил Барбарев, проректор на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Поведете. Добар ден на сите. Благодарам, Елвис, на воведот и на она што го даде како шлагворд. Јас ќе се обидам во текот на моето излагање да ги препознаете елементите на кои што ќе се фокусирам и да ги разрушиме оние стереотипи и предрасуди кои што ги спомна, кои што не се ништо друго освен класични стереотипи и предрасуди. На почетокот, почитувани пријатели, дозволете ми од моје лично име срдечно да ве поздравам и да ви се заблагодарам за честа и привилегијата која што ми ја укажавте за обраќањето и денешното излагање на овој важен ден за ромите. Јас денес ќе зборувам искрено цело време и се што ќе кажам од мои лични искуства кои што сум ги сретнал и кои што сум ги доживеал. Бидејќи се чувствувам и привилегирано и возбудено, а имам неколку причини за тоа. Првата причина која
ја споменувам секаде и секогаш заедно со моите студенти, е тоа што ромите се од оние малку народи на светот, на кои во толкава концентрација и низ толкав период им се нанесувани големи историски неправди. Историјата кон овој народ би се рекло дека е маштеа, а не мајка. Безбројните прогонувања и настојувања да се поробат, претопат, раселат, уништат и така натаму и така натаму. Но сепак има нешто многу важно што ромите ги прави посебни. Ти имаат ретка привилегија кон својата историја да гледаат од најважната перспектива, од перспективата на исходот и човечност, на она што ромите обстанале и што како хуманистички и креативен модел и потенцијал го содржат. А што е тоа? Никогаш против никого не кренале пушка, никогаш не војувале, никогаш не биле нечесни, ниту сурови, никогаш не се посрамотиле, никогаш не биле скршени од тешкотиите и неправдите, и затоа тие треба да кажат дека историјата е оно убавото нешто во нивното постоење. Малку народ има што може да го речат тоа, одвај да постојат тие што би го рекле тоа со толкаво право. Тие со гордост можат да погледат ко своето цело минато и да речат историјата не ме уништи ниту ме скрши. Таа ме научи на тоа кој сум и ми покажа како да бидам и подобар и поблагодарен, онолку добар и благодарен колку што човекот може да биде тоа. Сумата на неправдите е толку огромна, што тие денес треба на својата историја да гледаат со гордост на победник, а не со комплекс на страдалник. Ете, тоа е нешто кое што секогаш го зборувам со моите студенти и го споделувам и мислам дека е еден огромен белег кој што го носи ромскиот народ. Моето излагање посебно ќе го насочам за значењето на образованието и воспитанието и на Универзитетот Гоце Делчев. Образованието како витален, како клучен елемент за култура на квалитет и за се она за кое што всушност денес зборува и другите колеги и за она за кое што се бориме како општество да го стигнеме. Во овој момент би сакал да ја споделам со вас состојбата на универзитетот, но и потенцијалот и новиот момент кој се создаде со отворањето на универзитетот во Штип од 2007 година. Овие се званечни податоци кои што денес ги земав од електронската служба на универзитетот и состојбата е ваква. Запишани по факултет во период од 2007 до 2016 година. Запишани. Правен факултет 36. Медицински науки 35. Машински тројца. Филолошки 23. Факултет за туризам и бизнис логистика 20. Земјоделски науки 4. Економски 8. Факултет за природни и технички науки 9, Факултет за образовни науки 20, Технолошки 6, Информатика 6, Музичка академија 5, Електротехнички 1. Дипломирани по факултет за период од 2007 до 2016. Правен 7, Медицински науки 6, Филолошки 4, Туризам и бизнис логистика 3, Природни и технички науки 1, Факултет за образовни науки 7, Технолошки 1, Музичка академија 4. Во моментот има активни студенти 39, неактивни 88, дипломирани 32. И ова е една ситуација нова за Штип и за Република Македонија. Штип некаде ми се чини има околу 2200 до 2500 роми. И ова е една ситуација која што со отворањето на универзитетот, еве за еден мал краток временски период, се случија некакви поместувања. Но отворањето на универзитетот не го отвара само ова прашање и овие потенцијали. Например, на универзитетот во Штип има универзитетско радио, има универзитетска телевизија, има центар за односи со јавност, има универзитетски спортски центар со спортски клубови, кои што не се само за студентите. Што значи тоа? Мислам дека понатаму и ќе поразговараме и ќе оставам простори за прашања. Сега вака, пред 2 години го имав искуството да го посетам универзитетот Нейре Хазе во Унгарија. Имав можност да видам како се спроведува суштинска соработка помеѓу општината, универзитетот, државата и невладиниот сектор. Имав прилика да појдам во една предучилишна установа, да видам како всушност е создаден еден концепт за подобрување на вклученоста на
децата роми во предучилишниот систем на воспитание и образование. И тоа е успешен модел. И тоа е добар модел. Такви модели има и во Словенија. Словенија не го прави тоа со ромите, бидејќи нема потреба да го прави. Го прави со сите соседи со кои што граничи. Развива концепт на двојца наставници во занимална или во оделение. Ке зборувам за тој концепт и мислам дека тоа е концептот за пресвртница во нашиот образовен систем, а кој треба да почне од предучилишното воспитание и образование. Јас се обидувам да ги следам скоро сите извештаи кои се поврзани со образованието во Република Македонија, од прилика ми се јазни оценките кои што се присутни во документите изнесени од учесниците и во интервјуата кои се преклопуваат во ставовите дека како најважни слабости во сферата на образованието на ромите се издвојуваат ниската стапка на вклученост во образовните процеси и високата стапка на осипување, нискиот квалитет на образованието, како и негативните ефекти на сегрегацијата во образованието. Генерално, многу експерти се согласуваат во проценката дека и по многу години работа на владиниот и невладиниот сектор во сферата на образованието, секое поместување, било во однос на предучилишно, основно, средно или високо, е направено по иницијатива и со подршка главно од меѓународни донатори и НВО сектор, а споредено со важноста на прашање со многу мала иницијатива од институциите. Видете, што и да зборуваме, отсуствува суштинска инклузивна политика. Ние можеме да имаме дебата кој повеќе помагал, кој има повеќе обврски, кој реално, што всушност треба да прави, кои се неговите обврски. Нема да ги споменувам бројките, мислам дека професорката и колегата Сенат ги изнесоа сите оние бројки и за осипување и за вклученост од 0 до 3 години. Тие бројки ми се посебно познати во предучилишното и во основното образование. Но мојот предлог е да се видете, вработат воспитувачи, наставници, професори кои ќе бидат во мрежата на спојување со семејствата. Во Македонија мора да се зголеми бројот на наставници роми. Јас имав студенти роми на факултетот за образовни науки. Со сите, без разлика, дали се роми или се студенти, она што професорката многу добро поентираше, ние немаме стандард на квалитет на образование. Стандард на квалитет, што е тоа наставник? Во предучилишно или во основно, во средно, па ако сакате и во високото образование. Суштината е како наставникот кој што ќе работи на планина Плачковица со деца во комбинирана паралелка ќе биде истиот стандард со оној кој што работи во општина Центар во Скопје. Тоа е прашањето на институциите на државата, на институциите кои што го создаваат и образуваат кадарот. Примерот на Израел, например. Погледнете го образовниот систем на Израел. Одличен концепт на вклученост на двојца наставници, особено во елементи во подрачје каде што има потреба од реална суштинска инклузија. Например, таму имаше една ваква ситуација. Предучилишното воспитание и образование е подигнато на ниво на приоритет во моменту, иако цената чини од 500 до 700 долари по месец по дете. И тоа е многу и за Израел, иако имат висок стандард. И сега, а тоа го плаќат родителите. И сега кога ги прашав, па добро, како ова платата на наставникот ја обезбедуваат родителите, а сите услови ги обезбедува општината и министерството, државата. Воспитувачките рекоа вака, па видете, родителите размислуваат вака, подобро да не купиме 2 пара кондори или 3 во овие година 2, да ја платиме нашата учителка за нашето дете, отколку јас тоа да го направам за... Значи, еден неверојатен концепт, една неверојатна свест и смисла за она што е всушност воспитание и образование. Во поглед на мултикултурниот карактер на образованието, ги среќавам и ги читам тие анализи, некогаш следам некои проекти кои што ги работат колегите на факултет. Јас ќе подсетам на еден пример на образованието пред 90-тите. Видете, јас учев во, оние гледам дека тука има доста луѓе од Штип, учев во основно училиште Гоце Делчев во Штип. Тоа е во така наречено ромска населба. Во моето оделение имаше 10 ученици роми. 8 беа секогаш многу добри. Реално многу добри. 1 или 2 беа доволни или добри. Зошто? Тоа не беше во сите оделенија во училиштето, во едно или 2 оделенија беше тоа во тој период. Заради сензитивноста на наставникот.
заради тоа што можеше да создаде стимулативна средина и реалност како да создаде еден поволен амбиент за отфрлање на сите тие стереотипи, предрасуди кои што ги имаме во главата, за, не знам, не се спомнуваше тогаш поимот мултикултурализам или сегрегација. Немаше никаква потреба од, нити постоеле такви концепти на размислување. Пред еден месец бев во Куманово. Понекогаш држам обуки на наставници во основни и средни училишта и разговарав со директорката и наставниците во тоа училиште, каде што има близу 1200 ученици, има доста роми во тоа училиште, и прашав каков е квалитетот, како се учениците, какви се оценките. Директорката рече вака: видете, многу од овие деца кои што се сега во нашето училиште, нивните родители беа во Германија или во некои други земји, сега се вратени и постојат сосема различни работни навики од тоа кое што беше пред 20 или 30 години. Зошто? Значи, системот всушност создава начин на кој што може да ги решава сите овие ситуации со кои што ние се обидуваме 10, 20 или 30 години да ги, дали тоа ќе биде декадата на ромите, или ќе биде некаков проект, или ќе биде некаква иницијатива на невладин сектор. Всушност на нас ни е потребна промена на менталитетот и промена на начинот на размислување всушност што е тоа образование за 21 век или што е тоа воопшто образование. Јас тука ќе престанам, ќе оставам простор за прашања. Нека е честит и вековит 8 април, денот на ромите. Јас ви благодарам. Благодарам, професоре, и благодарам повторно што на некој начин вративте во она што навистина представува образование во 21 век. Вистинска, инклузивна политика, стандардна, квалитетна образованието. Се надевам дека овие неколку поенти кои што ги истакнавте ќе биде провокација за нашите гости и студенти да размислуваат, да дискутираат, да дадат своји критички освори, да поставуваат прашања во делот кој што понатаму ќе следи. На крај, секако, the last but not the least, со нас имаме чест да го имаме како панелисти господинот Реджеп Али Чупи. Всушност, мислам дека на самиот панел се истакна неколку моменти кои што можеби представуваат предизвик за размислување. Господине Чупи, од позиција на студент по право до позиција на директор. Многу добро се сеќавам кога Рома Верситас имаше еден контекст на делување и многу добро знам дека тогаш 10 до 30 студенти беа корисници на програмата Рома Верситас. Можеби честа на сите нас е тоа што како корисник на таа програма сте и токму вие. Меѓутоа, од аспект на темата, како е вашето гледиште? Развојот на ромската заедница во Република Македонија од позицијата која што денес ја имате. Се разбира, не би сакал да ве ограничам и во она што вие како поширок аспект имате да го кажете. Повелете. Почитувани дами и господа, почитувани организатори, најнапред би сакал да се обратам на домаќинот на настанот, тоа е Рома Верситас, тимот. Сакам прво да им честитам за новоформираниот субјект и секако да им се заблагодарам за поканата за учество на денешната тема, улогата и развојот на ромската академска заедница во Република Македонија. Ми представува чест и големо задоволство што денес сум дел од овој настан и што секако имам можност да се обратам на овој панел со своје гледиште во однос на темата на денешната дискусија. Во моето излагање ќе се обидам да ги опфатам прашањата што ми беа претходно испратени од организаторот на настанот и секако да изнесам мои ставови и размислувања по однос на истите, со цел да се прикаже што е можно пошироко темата која што
ни е предложена денес за дискусија. Но пред да почнам да дискутирам околу прашањата кои што ги покренувам во моето излагање, би сакал да потенцирам дека ова е само еден мал дел од ефектот што досега го има инвестициите во образованието. Голем број на студенти, голем број на дипломирани студенти, одреден број на носители на јавни функции, државни службеници, членови на домашни и меѓународни организации. Тоа е само мал дел од ефектот. Во однос на тоа каква би требала да биде улогата на ромската академска заедница во Република Македонија, јас би се осврнал на тоа каков е статусот и која е улогата на ромите во академската заедница. Пред тоа би сакал да го потенцирам следново. Ромите како дел од македонското општество се секако дел и од академската заедница во Република Македонија. Мислам дека правилниот пристап е ромите пополека да почнат да излегуваат од кругот на својата заедница и заедно со останатите, без оглед на нивната национална, верска, политичка или било каква друга припадност, да се вклучуваат, поврзуваат, да соработуваат и да даваат придонес. Прво, во развојот на македонското мултикултурно општество, а со самото тоа и во развојот на сопствената заедница. Ова го велам затоа што во последните 2 декади сите јавни политики, мерки, активности и слично имаа посебен пристап фокусиран на ромите. Не велам дека тоа е лошо и треба да престане, но сметам дека тоа создаде чувство кај самите нас да се затвориме и се што правиме да правиме исклучиво за нашата заедница. Репер за успех или конкуренција да ни се само ромите, плановите и визиите за иднина да ни се поврзени исклучиво со развојот на нашата заедница и сметам дека е време да почнеме да го напуштаме тој правец, односно да поставуваме повисоки и пошироки цели. Ќе се навратам 15 години наназад кога Рома Верзита за прв пат почна да функционира. За среќа бев дел од втората генерација на студенти опфатени со оваа програма, која покрај стипендиите овозможуваше и дополнителна академска поддршка. Во тој период студентите роми можеа на прсти да се избројат. Во рамки на академската заедница беа неприметливи. Беше изненадување кај студентите припадници од другите етнички заедници да имаат колега ром. 15 години подоцна таа слика е променета драстично. Студентите роми веќе се реалност на сите универзитети и факултети, како државни, така и приватни. Над 200 студенти дипломираа во овие изминати 15 години. Околу 250 се тековни студенти во моментов на некој од факултетите. Без разлика, активни, пасивни. Но дали е тоа доволно? Се разбира дека не е. Се разбира дека не е и тука би сакал да се осврнам на неколку прашања кои што сметам дека се реален проблем. Бројката од 200 до 250 студенти повеќе од 7 години не е променета, односно зголемена. Бројот на студенти кои навреме ги завршуваат студиите е многу мал. Во сето ова, позитивно е што бројот на дипломирани роми, невработени, е многу мал и тоа очекувам да биде мотивација кај идните генерации што поскоро да ги завршуваат своите студии. Не велам дека нема невработени, но како што во 2002 година напрсти можеа да се избројат студентите роми, денес напрсти може да се избројат и дипломираните роми кои што немаат работа. Друго нешто што ме загрижува е следново. Во блиска иднина да претпоставиме на пазарот на трудот да се отвори потреба или можност за вработување на роми со завршено високо образование, се плашам дека ќе можеме како заедница да одговориме на потребата. Тоа за жал почна неодамна да ни се случува, односно да има потреба и можност за вработување на стручен кадар на роми, наставници, педагози, психолози и други профили, а како заедница да не можеме да одговориме во моментот кога што тоа се бараше.
Од тука, мотивирани од потребата, Министерството за образование и наука од оваа академска година започна со доделување на стипендии за студенти роми. Доделивме 32 стипендии за студенти роми, а при тоа предност дадовме на оние студенти кои што студираат на факултети, наставни групи и слично, кои што продуцираат иден наставен кадар. Се надевам дека со оваа мерка во блиска иднина ќе придонесеме во создавањето на поголем број на роми наставници и дека тие нема да завршат како државни службеници, како што всушност ни се случува кај дел од мерките и активностите кои што се превземаат за одредени профили на студирање кои што неколку години наназад ги фаворизираме, туку ќе завршат како кадар во училиштата, односно онаму каде што и реално припаѓаат, онаму каде што им е местото. Во однос на времетраењето на студирањето и покрај Европскиот кредит трансфер систем, стипендиите и другите мерки и активности што се превземаат, сликата во нашата заедница, во делот на високото образование, покажува дека студирањето трае многу долго. Проодноста на учениците роми од основно во средно образование изнесува за минатата учебна година 79%. Тоа е голем ефект од инвестициите во делот на образованието, ако споредите 10 години претходно. Од вкупниот број на средношколци роми кои што завршуваат средно образование, а се опфатени со програмата за стипендирање на средношколци роми, која што Министерството за образование и наука веќе 8 година поред, заедно со Ромскиот образовен фонд ја реализира, покажува дека над 40% од корисниците на стипендија се запишуваат на факултет. И тоа е огромен резултат и ефект, кој што споредбено со претходните години наназад бил само желба или илузија. Би рекол дека ова проодност е солидна, но навременото завршување на студиите е нешто на што треба да се фокусираме. За жал морам да признам дека немаме точни статистички податоци за бројот на студенти роми кои што навреме ги завршуваат своите студии, но сум убеден дека бројот на студенти кои што студираат подолго време е многу голем. Поврзано со ова, од неодамна се забележува еден позитивен тренд кај граѓаните роми, повозрасни, кои што од различни причини во минатото не завршиле високо образование, а денес се веќе дипломирани, магистри, па дури и се појавуваат и првите докторанти. Се надевам дека овој тренд во иднина позабрзано ќе се спроведува и тоа ќе мотивира дополнителен број на возрастни и млади роми да се запишуваат и да завршуваат студии. Следно прашање што сакам да го покренам на овој панел е прашањето за тоа колку студентите роми членуваат во студентските организации, тела или други форми преку кои што реално може да се влијае во академската средина. Мојот став е дека нема воопшто или многу малку. Прашање кое го оставам за дискусија е следново. Каква е улогата и какво влијание имаат младите дипломирани во академската средина? Мојот личен став е дека ромите немаат никакво влијание во академската средина, бидејќи не се присутни во истата. Тие се дел од академската заедница во Република Македонија, бидејќи се студенти или дипломирани интелектуалци, но се неактивни, неорганизирани и со самото тоа не може да направат некое позначително влијание во оваа сфера. Друго нешто што ми фали во сето ова е немањето на критична маса, која артикулирано и аргументирано ќе покренува прашања кои што се од интерес на заедницата. Она на што сме сведоци денес се само ниски омаловажувања, вреѓања и друг вид на галамење на социјални мрежи. Тоа не е она што ни е потребно и што ќе не носи напред. Нам ни треба здрава критичка мисла, критична маса на овие студенти, дипломирани, магистри и други. Затоа денес моето излагање е повеќе критичко кон самите нас, како чинители во ова општество, кои што работиме и се трудиме да придонесеме секој на свој начин согласно можностите. Кога сме веќе кај резултатите, сметам дека резултат кој што е постигнат во овој период, а е исклучително важен,
е подигнатата свест во ромската заедница за важноста од образование. Зголемениот број на студенти роми, зголемениот број на вработени роми, но секако и оние иницијативи кои што некогаш одамна почнаа како проекти, а денес се јавни политики на државните институции и се финансирани од средства на државата. На крај, сакам да завршам со една порака до младите и да споделам една моја дилема. Пораката е следна. Ние младите што сме во Македонија и останатите млади кои што се школуваат, работат или прават нешто друго во странство, да почнеме да се почитуваме малку повеќе меѓу себе од тоа што досега сме го имале како почит, да почнеме да соработуваме поблиску и да престанеме да се двоиме и омаловажуваме меѓу себе. Ние што останавме во Македонија, работиме и се трудиме секој на свој начин, согласно можностите, ќе повторам пак, да придонесе во развојот на македонското општество и својата заедница. Сметам дека заслужуваме поголема почит и разбирање за тоа што го правиме. Некои од нас останаа во граѓанскиот сектор, некои продолжија во политичкиот, а никаде не нема во бизнис секторот. Ова размислете кон што не води. И на крај, дилемата која што сакам да ја споделам со вас, е поврзана со повозрасните политичари роми, а тоа е следнава. Тие со оглед на нивното образование, искуство и ситуации во кои што се наоѓа, лично сметам дека поставија основа по која што ние младите можеме да продолжиме и со самото тоа придонесоа за својата заедница. Повторувам, имајќи го во предвид нивното образование, искуство и состојби во кои што се наоѓа. Мојата дилема е што ние, интелектуалците, високообразованите, ќе постигнеме во следните 20 години и ќе оставиме како капитал за идните генерации. Прашање, односно дилема, која што ме прогонува и не ми дава мир секогаш кога ќе си ја поставам. Ви благодарам. Благодарам за инспиративниот говор. Благодарам за тоа што ги поставивте на маса, така да речем, повисоките цели и повисоките стандарди. Делот поврзан со академската заедница и прашањето кое што го поставивте на крај, што всушност ние правиме. За крајот нашиот дел на излагање, јас само ќе го повторам оно што на почетокот го кажам. Може би навистина е точно дека луѓето не ги интересира што правиме, меѓутоа не ги интересира и тоа како, зошто тоа го правиме. Ние веруваме дека нашите цели ќе ги оствариме. Во овој момент останува простор, и тоа широк простор, слободно можам да кажам, зависи од вашиот интерес, ограничено на темата на која што се однесува и на оно што го изнесоа нашите панелисти, простор за ваши коментари и ваши дискусии. Повелете. Добро. Повелете, потоа сте вие. Повелете и представете се, ако може. Јас сум Јусуф Сулејман, еден од повозрастните и би сакал со минут-два да ја збогатам дискусијата со неколку прашања. Почетокот е добар, што Рома Верзитас даде еден повод и заложба во ова социјална група, како дел од македонското општество, да направи пресврт во образовната
сфера. Меѓутоа, тоа е еден сосема минимален дел кој што вели да се земе една кофа вода од океан, тоа е ништо. Прашањето што се постави од сите излагачи е што прави оваа академска заедница. Оваа академска заедница е само образована, ништо повеќе. Таа нема економски ресурси, ниту пак политичка поддршка. Немајќи ги овие два елемента, тоа значи дека треба да се постави тоа општествено прашање што со општествената академска заедница на оваа етнос. Го имаме директорот од таа управа. Таму треба тоа прашање да се лоцира и да се постави пошироко, не само во Министерството за образование, туку и во рамките на декадата, затоа што одбележувањето на 8 април е само еден историски и формален чин кој што се дефинира како почеток на гласноста на ромите. Но ромската пролет во Македонија почна 65-та година од младинскиот акт и солидарност, каде таму се поставија сите овие круцијални прашања во однос на вклучување на ромската заедница. И прашање е до професорите. До кога образовниот, научен потенцијал на Македонија ќе ги маргинализира залагањата на ромската заедница во однос на создавање на нивната литература, литературен јазик и местоположба во равноправно консумирање на образовните услуги. Благодарам. Благодарам на поставените прашања. Сега е Джени Точи, ќе собереме неколку прашања, па на крај ќе дадеме говор на панелистите да одговорат на вашите прашања, господине Јусов. Повели Джени. Одговорите ќе ги имаат после, така? Да, секако сега ги запишуваме прашањата. Добро. Шукар Дювесари Ринге, пошто меди кава кај баро делата на Рома и мед секогаш магавате керав ми редакери чип, емо довад авдибеа кава ки искористи навлез, оскетано баш тикно проценти таро гаджепа, шај некој те дел превод. Шукар Дювесари Ринге пандекпути месио Дженифер Джеладин, иначе дипломиримо криминалистики Политичка академија ко Скопје, е моментално керава бутико институти баше манушка на нијака. Шунгјумтуме на бут внимателно, ем бут таро дола со вакерген бут процентија таро високо образование Рома, си нема шанса да керави еки истражување ко институти, ем шајте пенавтаро глапо да доција со алјумта, но е чаче бут баш те разочарението. Туске баш те разочарението, туске ака најсијамен баре можности, ака кладеш берш, се добина стипендија. Со англедеро 12 не, ака најсијамен сар можности. Искористиметане и ситане ко периодите родеш берш запишиме бутрома, баро проценти, али стано бутама ротикно проценти дипломириме. Шајте пенавтамо ек податок кај таро дола дипломириметано побаро проценти джувля, која сјумо да те бут радосно, им коте шајте докажина кај и романи джувли на женинела пестикнизар со обично вакерена огадже. Окей. Значи, на неамен критично. Трасопенге очупи. Каква периоди амен си неамен буд критики. Годно, сар политичко, сиамен буд проблемија са Рома, ама мен Рома студентија, хем Рома кола си ем дипломириме, ни ранаја маре заедницаке добром буд.
А секогаш требало да воламе ке годи кај некој на синеле шанса да добинал стипендија, сарамен со добингемла, ке му спенгем ко животот те здобинаме со диплома, ем те шај доболаме бут по бутер пошужо животот, а мени ранаја бутте заедницаки. Од вас начинала Сари Ненги. Ем мангем Сари Ненги со кисала, ем ја радосно на неја активија се. Требала ти ранаја заедницаки, требала да цени намен коркори машкаријаменте, побуте, ем требала ти керамен това зора. И треба да се подржуваме заедно, затоа што ако магајат успења, ако магајат смени на дија ситуација са суисија. А кава керави баш од домада кај професори со вакерга кај Ромакула со Итани Раме, тари Германија, па онда здобин гепе со навика тејджани својо значење тар образование или тар побутер гаджесто вакерена кај Кјамари култура и сијаме на мено Рома мати джаки школа. Ме одолеа наби сложинаваме со скетано сватинге Рома козоми ромско заедница, сватинге козоми бут важно образование. Тоске само со образование ме шај бут побутер ту спењатар од вас осија. Овеца сте, благодарност Буджико тими тари Рома верзита, скола Абдиве организери геакија дебата. Неко воламе ге бактало амаро диве, им те славинале срсо треба. Овеца сте. Овса сти Джени. Она што би сакала да ги замолам гостите да бидат пократки, да поставуваат прашања, затоа што исто така имам најавено дека некои од панелистите за жал мора да заминат. Значи, следниот е Точи што го имам на листата за поставување прашања, Лјатифа, Точи Лјатифа и дали има некој друг, доколку има? И господинот. Значи, завршуваме со кругот на прашања. Повелете, Точи. Благодарам, многу, навистина многу кратко. Моето име е Мухамед Точи, јас сум магистар по правни науки, многу скоро завршив. Меѓутоа сум релативно доста активен во граѓанскиот сектор и моето искуство во него е 24 години. Она што сакам да се заблагодараме всушност на сите ваши панелисти, посебно мотивирачкиот говор кој што имав прилика да го слушам од господинот Барбареев. Го погодив? Да. И господинот Реджеп Али Чупи. Господинот Реджеп Али Чупи малце во завиена форма, ама јас сакам малце да бидам подиректен. Она што мислам дека меѓу ромите ни фали е довербата. Може би не сум единствен кој што ја има видено една анализа на едни деца кои што се во нижите оделенија, каде што едно од прашањата беше ако ви падне топката некаде, на кого ќе му ја дадете да ја чува? И самите роми не кажуваат дека топката ќе ја даде на ромо да ја чува. Што сакам да кажам? Ние меѓу себе си немаме доверба. Она што ние го немаме како возрастни, го немаат ни децата за жал. Треба, и всушност, денеска, баш е интересна темата, улогата и развојот на ромската академска заедница во Република Македонија. Една од нашите цели треба да биде да се зајакне меѓусебната доверба и да е веќе еднаш сите заедно, без оглед на она што го говореше господинот Реджеп, дали сме во граѓански сектор, во политичка партија или некаде, ама сме академски граѓани, да седнеме и да изградиме една заедничка кауза по која што сите ќе одиме без разлика каде припаѓаме. Тогаш и само тогаш ќе имаме поголеми успеси од овие од кои што денес имавме прилика да ги говорим. Тоа ни го покажа една друга заедница, не се ромите. Добро знаете на кого мислам. Благодарам. Благодарам, господине Точи, за вашето излагање и навистина довербата е една од најважните работи кои треба ние, ромите, сами да ги бидеме свесни дека потребна е за да се сплотиме и сите заедно да работиме за нашата кауза. А сега би дала збор за господја Лјатифа, повелете. Благодарам, Рамиза. Ги поздравам сите учесници на денешнава панел сесија.
особено студентите. И би сакала нешто да кажам во однос на денешните студенти и ние студенти во времето на бивша Југославија. За жал, ромите тогаш нема можност да бидат стипендисти, па моравме самите да се бориме и да работиме и да студираме и да си оствариме целта денес да бидеме академски граѓани, а денешните студенти треба да сте среќни што имате можност да бидете поддржани и да си остварите целта, како што кажа Чупи, не да бидат вечити студенти, него на вистина, на времено завршување на вашите студии, бидејќи вашето навремено завршување како идни академци е потреба на заедницата и секако на македонското општество. Елви спомна нешто во однос на Мартин Лутер Кинг. Ми се чини дека, не ми се чини, него половина од сопствениот живот го посвети во однос на развој на ромската заедница, генерално и на македонското општество. Верувам во она што го правам и верувам во она што го работам. Меѓутоа, за жал, има многу малку следбеници кои исто веруваат во она што го прават и она што треба да го работат. Она што фали, ја ќе направам сега една паралела моје видување во однос на претходните стипендисти што беа преку Сороса, веќе сега се на одредени позиции. Тогаш во тоа време тие студенти беа многу повидливи и на некој начин правеа одредена критичка маса која не молчеше во однос на креирање на ромската политика и ромското прашање во нашата држава. Затоа еден апел до студентите, значи, вие сте иднината на нашата заедница и на ова општество. Мора да сте многу повидливи, поактивни, ентузијазам и волонтеризам. Елви спомна колкава ќе биде платата. Вашиот интерес секогаш ќе биде награден, но размислувајте во однос на интересот на вашето окружување, заедницата и пошироко. И за крај би сакала да поставам прашања до двајцата професори. Имавте одлични дискусии, меѓу другото спомнавте и околу квалитетот на образованието. Мене ме интересира да ми одговорите кои се причините за неквалитетно образование, генерално во Македонија, и особено би сакала да нагласам, бидејќи работам во граѓанскиот сектор, повеќе на локално ниво, секако и на национално ниво, конкретно во шуторизари. Моето искуство е огромно во однос на предучилишно и училишно образование и сето тоа секојдневно го гледам, бидејќи оперативно работам и теренски постојано со целната група. Мојот впечаток е дека наставниците тамо во градинката и во училиштата имаат чувство и се чувствуваат као да некој ги пратил по казна да работат во училиштата, во шуторизари и во градинката. Би сакала да ми одговорите за причините кои се и зошто е такво неквалитетно образование. Благодарам. Благодарам, Лјатифа. Пред да дадам исто така збор и можност за да постават и други гости прашања, би сакала нели да му овозможам на Реџеп Али да се извини, затоа што навистина треба да замине и ви благодарам навистина од името на Рома Верзитас дека сте биле дел од нашата панел дискусија. Повелете. Благодарам на сите. Јас навистина ми е жал што морам да заминам, ова трае подолго од тоа што е предвидено. Ми беше чест, еве да искористам приликата да честитам 8 април, да посакам пред се добро здравје, како што кажа и Точи, поголема доверба помеѓу нас, која што сум сигурен дека ќе донесе многу поголеми резултати до следните прослави на 8 април. Ви благодарам уште еднаш. Добро, благодарам и на критичноста. Добро е понекогаш постарите да не подсеќаат на нас, младите луѓе и посебно студентите роми. Меѓутоа би сакала исто така да дадам збор на самите панелисти, бидејќи биле поставени две прашања. Тоа се како до поквалитетно образование, каде што би можеле да се вклучат и мерки, значи на државно ниво. Тоа беше поставено од господинот Јусуф. И кои се причините за неквалитетно образование, она што господја Лјатифа го постави до вас, господине Кирил и Елена, и литературата. Да, повелете, кој би сакал. Повелете, професорке. Благодарам, стварно беше
многу полезни овие дискусии, што ги слушнавме од сите, поготово од нашата млада колешка, која збореше на прекрасен ромски јазик и ми представуваше посебно задоволство, бидејќи ние сме научени да комуницираме нашиот универзитет на повеќе јазици, така да тоа е окей. Видите, јас пак ќе се повикам на тие анализи кои што со години се прават и не е тоа ништо непознато, дека, ако збориме за ромската заедница, посебно, бидејќи тоа го издвојував од сите извештаи, се уште во Македонија стереотипите за ромите не се тргнати од учебниците за роми. Од учебниците кои што децата учат на роми сите. Значи, тоа не е направено. Тоа не може да го направам Штуловиот универзитет, тоа не може да го направи друг универзитет, тоа не може да го направат професорите, тоа не може да го направи невладиниот сектор. Може да го направи само оној кој што е во власта. Тие имаат моќта да менуваат. Ние имаме моќ да зборуваме, да предупредуваме, да укажуваме и така натака. Меѓутоа, ние немаме таа моќ. Знаете, идејата за Европска Унија созревала 28 векови за едно интегрирање. И кога се случил првиот договор? Кога политичката свест созреала за тоа. Бидејќи умните луѓе зборувале дека нешто треба да се направи за да се надминат кризите, војните и така натака. Меѓутоа, тоа не е направено. Не било направено што не било во моќта на тие умни луѓе од кои не филозофи и така натака. Она што нас не се, значи тие стереотипи, говорот на омраза е посебно потенциран по етничка основа во медиумите, во сите извештаи и на Европската комисија и на ЕКРИ. Поготово последниот уствари, сега доаѓа новиот, а новиот верувам дека ќе биде уште пострашен. И каде што се предлагаат конкретни мерки. Знаете, секоја меѓународна организација има свој вокабулар кога пишува извештај. Ние дојдовме во ситуација кога држава да го менуваат за Македонија вокабуларот. Од препорачувам, строго препорачувам и вака така, да веќе отворено ви се кажуваат некои работи, што не е, тоа што имаат едно. Квалитетот и во тоа не е ништо направено да се изедначи. Професорот каже, едни наставници што предаваат во училиштата кои што се во центарот на градот или во Скопје, не е исто како во некоја рурална средина. Тука е автоматски и тоа. Учебниците, квалитетот на учебниците, генерално, можам да кажам дека сите, се многу лоши. Многу лоши. Ние често пати со нашите студенти ги анализираме. Ајде да видиме, што разбравте вие од ова сега што го прочитавте. Се сведува на учење на памет. И тогаш им давам учебник да видат како изгледа, например, помеѓу некој. Да споредам. Од некој друг. Владата во Македонија вложи, не знам колку средства, со пари слабо стојам, али еден куп средства за превод на книги. Ја пак ја зборам од мојата област. Се преведе книгата која денес во светот е број 1 на Јан Браун, мој супервизор во Оксфорд. Меѓутоа, велат, таа книга, тој учебник треба да се предава, да се користи на додипломски студии. Ало, не може. Тој учебник е за многу високо ниво или некој кој што дипломирал на такви некои универзитети да може на магистарски студии да го свати. Што е невозможна мисија. Тука е квалитет на учебници, нема. Авторите, критериуми, како една куќа издавачка издава учебник. И така натака. Значи, на образованието мора многу повеќе да се поработи за да се добие во тој квалитет на во образованието, да се тргнат овие стереотипи што постојат и мислам дека не се работи само за образованието на ромите, него се работи за генерално за образованието во Македонија. Малку повеќе да знаеме да ги почитуваме нашите кадри. Јас имам барем десетини примери. Ради Законот за високо образование више не можеме да го пратиме колку пати се менува. И какви се критериуми се воведуваат. Критериуми под кој? Наши луѓе тука не може да бидат избрани во звање,
Меѓутоа, затоа може да бидат избрани во врвни универзитети во Европа, во врвни универзитети во Нов Зеланд, кои што се на 500-600 место на светската шангхајска листа. И заминуваат. Така да, ние можеме да нешто укажеме, али да смениме, тоа веќе е некој друг во тој систем, кој не е едноставно решение. Не може да биде копи-пейст, не може закон за високо образование да се менува често. Не може закон за кривично да се менува на секој 2 дана и не знам колку години. Не може. Наполеон Бонапарт, законот кој што го донел кривичен е сменет, пошто вие сте од таа област, 53 година во Франција. И заклучиле дека не е баш добро. Така да тоа е едно комплексно прашање. Благодарам. Благодарам и на вас, професор Келена. Навистина дадовте конкретен одговор на она што го напоменувате, какви се нашите стереотипи кога разговараме и за образованието, па и дури литературата која нели е во основно, средно и високите образовни институции. Меѓутоа, навистина треба да се почитуваат кадрите, за да не ни заминуваат од државата, ако сакаме да имаме квалитетни професори на самите факултети, затоа што тие произведуваат па и кадри кои ќе бидат професионалци во својата кариера. Доколку сакате, професоре Барбарети? Да, може и... Благодарам, бидејќи се поставија две суштински прашања и од колегата и од колешката. Јас ќе се обидам да бидам многу краток, бидејќи се бавам со образование и професионален развој на наставници, бидејќи доаѓам од педагошки факултет, сега веќе факултет за образовни науки, бидејќи на некој начин сум во тие возрасти, така да кажам, средна возраст, и сум ги истражувал моментите што се случува со нашиот образовен систем. Причините и факторите и објаснувањето е многу сложено, ако ме прашате мене. Зошто? Заради тоа што некаде во 70-тите, 80-тите години нашиот образовен систем има застанато. Ние сме некаде, по моја перцепција на нештата, тука се уште. Не мрдаме од тој период. Зошто? Има една причина која што може да се земе како сериозна. Тоа е дека некаде 80-тите, 90-тите години професијата учител, наставник е всушност понижена. Со тоа што е етикетирана дека тоа е професија за жена, најдобро е да бидеш учителка, да си одиш од 7 до 11, па да си дојдеш дома, да си направиш ручек, да има просто да си го следиш семејството. Друго, дека педагошките академии беа наречени ваша последна шанса, дека таму ти не можеш да се запишеш ако не сакаш да се запишеш на овие елитистички факултети кои што беа наречени. Па се запишуваа сите оние кои што биле одбивани на оние попрестижни факултети. Другиот момент е тоа што од 90-тите години се затвори образовниот систем уште повеќе. Вие знаете, ја 94-та кога завршив средно образование, не можевме сите да се запишеме во Скопје на факултет. Па ако сакаш да се запишеш, треба да платиш 2000 марки во приватна квота. И почна, а тоа беше импровизација од образование, бидејќи сакаа да имат се повеќе и повеќе студенти, а никој не посветуваше внимание. Струшен е квалитетот во овие 20 години. Вие не може да имате такво општество, ама врвна академска заедница. Во истиот контекст. Во истиот контекст. Одредени состојби за нивото на високото образование се виновна академската заедница, до одредено ниво, но не целосно. Ова што го спомна професорката. Слабите инвестиции. Вие ако влезете во едно училиште, например, веќе во Словенија, во Хрватска, во Белград, во било која земја, ќе видите два различни света, што е Македонија и што се некои други земји. Да не зборуваме за Шведска, за Финска, за Велика Британија, каде што има едносменски училишта, веќе нема вакви згради, веќе нема вака наредени клупи. Да не зборуваме за инвестиција од техника, технологија, од образование на кадар внатре. Да не зборуваме за разликите и контрастите на кадарот во истата институција. Сега ќе го поврзам одговорот на колегата кој што постави клучно прашање. Ви имате луѓе во една институција во која што еден професор има врвни стереотипи, така да ги наречам стереотипи, имате млади луѓе кои што се целосно растеретени од стереотипи, кои што сакаат да промовираат, кои што сакаат да направат некаква идеја, кои што имат некаков проект на својот живот. Не може да ја реализираат идејата внатре. Не може да им тргне идејата внатре. Зошто? Затоа што има некој од разни привилегии дојдено на таква позиција и вика ти си ја конзервирај мислата. Чувај ја таа идеја. И се случува
некој да се демотивира, некој да е упорен па да останува. Има различни моменти. Но тоа се моменти кои што ако не почнеме веднаш да ги менуваме, хитно да ги менуваме во образованието, кои што зависи всушност се понатаму, веќе истите луѓе понатаму ќе бидат политичари, доктори, судии, од тука тргнува се, ние сме во истиот круг. Се тргнува од тука и пак се враќа во семејството и во предучилишното и основното образование. Затоа клучната инвестиција мора да биде таму. Нам ни е потребна помош, мислам дека ни е потребна помош за пресвртница во образование. Потребна ни е огромна инвестиција, менување на инфраструктурата. Рушење, да не зборуваме ние за дали некој ќе се запишал во квота од 10% во квота за националност, и мислам тоа се веќе теми кои што се напуштени, веќе луѓето размислуваат да живеат на вселената, ние уште разговараме за. Така да тоа се теми на кои што ги се потребни други луѓе со друга визија за тоа што е образование. За да го променеме ние дали да разговараме за во Штип има 50 години има 2000 или 3000 роми. Еднаш не се направи некаква иницијатива од универзитет или факултет кој што постои таму 20 или 30 или од средно училиште или од општина да речат дајте да направиме нешто, не знам, зошто да чекаме невладина организација да го инициира тоа или пари од странство. Ние треба да го направиме тоа во таа заедница. Така да тоа се прашања кои што мора внатре да дојдат, да ни порасне свест и да ни дојде нивото. Ја не би сакал повеќе да должам, се чувствувам повикан, дури одговорен за се ова кој што зборувам, меѓутоа бавно одат нештата за промена, многу бавно. Ви благодарам многу клучен збор рековте, треба и ние самите роми од самите заедници нели да се пробудиме сите ние и граѓаните пошироко во државата за нашите прави и одговорности која станува збор колку е битно да имаме исто подеднакво и квалитетно образование. Значи од моје име и од име на Сдруженијето на граѓани Рома Верзитас би сакала да ви се заблагодарам на сите панелисти што бевте дел од овој настан. Исто така би сакала завршуваме, се извидува, имаме коктел па можете нели да поставите прашања. Би сакала да ви се заблагодарам на сите наши гости кои се поканети од невладините организации, меѓународните организации, како студентите, дипломираните студенти, нашите екс-Рома Верзитас алумни, да ви посакам среќен 8 април и да ве поканам сега на еден мал свечен коктел во фоеето на Музеот на македонската војна. Благодарам.